Цариниците излегуваат на улица. Ако вработените во Царинската управа не наидат на слух од надлежните во врска со барањата за исплата на додаток на плата, тие велат ќе ги радикализираат протестите. Како што најавија од синдикатот на УПОС, една од опциите е затворање на граничните премини. Знаеме дека има нов директор, дека чекаме да дојде, чекаме прием и кај новиот директор, дали ќе не сослуша со новите барања. Доколку не сослушаат, можам само да кажам дека протестите како предупредување ќе се радикализираат, па веќе размислуваме за затварање на гранични премини. Дејановски нагласи дека досега овие работници не добиле никакво покачување на платите, ниту пак го добиваат додатокот што им следува. Токму затоа царинската администрација ќе протестира во петок од 12 до 12:30 часот. Од синдикатот најавија дека ова ќе биде само еден од низата протести кои наредниот период ќе се преточат во другите институции. Вработените во Царинска управа веќе со години наназад, иако имаат право во закон и во колективен договор дека треба да се исплаќа 30% на плата, тој додаток никако не го добиваат. Кои го полнат буџетот со повеќе од 51% секоја година. Видовме дека министерот за финансии со измена на закон за буџети се обезбеди 30% покачување на плата во Министерството за финансии и во други институции. Протестот на цариниците, како што предупредија синдикалците, е само почеток и како што најавија следувало жешко синдикално лето. Претходно повисоки плати побара и вработените од управата за јавни приходи, кои од Министерот за финансии побараа покачување за 30%, а не за 78%, како што самите функционери си ги зголемија платите. Протестот за жал не вроди со плод, а од финансии рекоа дека имало решение, ама кога барем засега не кажаа.